Пандемијата со COVID-19 го промени начинот на кој живееме, а со тоа и начинот на кој го изразуваме нашиот глас. Дигиталните опции денес, повеќе од било кога во минатото, земаат си поголем замав и стануваат моќна алатка во борбата за промени. Отворање на групи каде граѓаните ги споделуваат своите искуства, онлайн петиции или анкети, како и хаштази со одредена цел, се си почести на социјалните мрежи Facebook, Instagram или Twitter, или на сервисите како WhatsApp или Viber. Организирањето на граѓаните може да биде физичко, но и онлайн. Најважниот дел од приказната е да се слушне гласот на луѓето. Собирите на интернет се заштитени со меѓународните стандарди за човекови права. Мирните собири имаат иста правна заштита без оглед на тоа дали се одржуваат во физичкиот или во онлайн просторот. Но разлика постои во делот на ограничувањата кои можат да им бидат наметнати. Например, обврската собирот да се пријави и организирањето на редарска служба се обврски кои што можат да им бидат наметнати на собирите одржани во живо. За разлика од нив, онлайн собирите не подлегнуваат на тие обврски. Тие не се очекува дека ќе имаат исто влијание врз јавниот ред и безбедноста како собирите одржани во физичкиот простор. Виртуелните состаноци, одржани преку Zoom, Teams и слични платформи, ја имаат истата заштита како и собирите одржани во физичкиот простор. Во 2016 година во Шпанија беше организиран првиот дигитален настан за прв пат во вид на холограм – протест. Се протестираше против донесен закон со кој никој не смее да одржи собир без претходно да се извести власта. Граѓаните имаат моќ и во онлайн просторот. Едно од најпознатите онлайн активистички движења во светот е Extinction Rebellion во Велика Британија, кој е фокусирано на климатските промени. Онлайн просторот е широк и неговиот одзив е силен. Да го користиме.